Со поддршка на УНИЦЕФ во рамките на детската градинка Гоце Делчев во подрачното училиште во село Лески ќе се отвара центар за ран детски развој Поточиња. Станува збор за занимална од 52 метри квадратни во која децата ќе следат настава со скратена програма од 2-3 часа дневно со флексибилно работно време според потребите на родителите без обезбедена храна за време на престојот. За таа цел, Општина Виница ќе ангажира едукатор кој ќе работи со децата. Вкупно ќе бидат опфатени 40 дечиња на возраст од 3 до 6 години и морам да кажам дека овој проект е финансиран од УНИЦЕФ, а Општина Виница исто така ќе има одредена мала финансиска поддршка. Во основното училиште Славчо Стоименски ќе се поставува урбана опрема, амфитеатар со настрешница за сцена со површина од 150 метри квадратни, додека целосната површина на градбата ќе биде околу 300 метри квадратни. Амфитеатарот, кој е предвидено да биде со кружна форма околу, ќе има полукружни трибини во 3 нивоа и ќе служи како отворен простор за одмор и рекреација на учениците, како и за одржување на разни представи и манифестации. Главно финансиски оддел е обезбеден, значи директорот има соработка со Ротари клубот Виница Кочани, кој што голем процент ќе го финансираат тие и мал дел ќе биде од училиштето. Мислам дека тоа за поздравување, дечињата ќе имат исто така да потенцирам дека тоа ќе биде еден вид летна училница во која што можат и часови да се обувуваат, но и одредени манифестации во склоп на училиштето. Советот на последната седница го изгласа и тарифникот за општински и линijski превоз на подрачјето на општината со кои се одредени цените за превоз на патници на 23 линии, при што најефтината тарифа е 20 денари за Виница, Јакимово и Виница Ромско Мало, а на најскапата тарифа е до Калиманци 140 денари. Имаме предлог одлука за определување на тарифа на општинскиот линijski превоз кој беше и текако неопходно да се донесе, бидејќи имаме доста села кои што се опфатени да бидат сите дечиња во текот на учебната година обезбедени со превоз, односно до секое село е утврдена одредена сума со која што секој превозник мора да ја почитува во текот на годината. Се донесе и предлог одлука за изградба на пристапен пат до земјоделските површини во село Пеклани, поле Добрева во должина од 1,7 километри. Вредноста на инвестицијата е во висина од 1 милион денари преку програмата за финансиска поддршка за рурален развој, а за прв пат Комисијата за еднакви можности, чиј председател е Сонја Ѓоргиева, достави акционен план до Советот за работа на Комисијата во 2019 година. Конечно, советниците ги кумува имињата на ново проектираните улици во блок 12 и блок 4. На последната седница градоначалникот Ивица Димитров одговараше и на советнички прашања.